Почитуван колега Сугаревски, противењето на Социјалдемократскиот сојуз и бојкотирањето на оваа анкетна комисија за скандалот со фабриката за лични карти, патни исправи и сметки во странски банки е најголемиот доказ дека овде има нешто што не е регуларно, има нешто што е политички некоректно, има нешто што е спротивно на законот, има нешто што Социјалдемократскиот сојуз не сака да се открие. И тоа е само еден мотив повеќе зошто ова анкетна комисија треба да се востанови, да има членови и да има можност да работи и да повикува релевантни соговорници кои што ќе дадат искази за фактите на оваа тема. Дали тие искази ќе ги дадат на отворена или на затворена седница е помалку битно. Битно е да дознаеме дали имало 70.000 нелегално прислушкувани разговори во компјутерот на човек кој што е обвинет за криминал. Кој му ги дал тие нелегално снимени разговори? Дали е вистина дека имало 120.000 податоци на граѓани на Република Македонија кои што живеат во државата или живеат во други држави? Дали некој имал намера да ги злоупотреби тие работи за изборни цели или веќе ги злоупотребил? Ние, како држава, година и пол имаме една политичка тензија која што ја создаде Социјалдемократскиот сојуз, обвинувајќи дека имаме нерегуларни избори, бидејќи не беше спремна да го признае изборниот пораз. И сега би требало Социјалдемократскиот сојуз, кој што тргнал од такви начела, во целата оваа политичка ситуација, да биде тој кој што треба да предничи за иницијатива за формирање на ваква анкетна комисија, за да дознаеме дали некој планирал за изборни или предизборни цели да злоупотреби лични податоци на 120.000 македонски граѓани. Затоа, колега Сугаревски, во право се тие кои што се сомневаат дека имате нешто да сокриете и дека затоа ја бојкотирате оваа анкетна комисија. За разлика од Социјалдемократскиот сојуз, ВМРО-ДПМН учествува во сите комисии кои што Социјалдемократскиот сојуз ги иницираше. Социјалдемократскиот сојуз бараше анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, ние таму членуваме, партиципираме, бараме да има седмици. За жал, Социјалдемократскиот сојуз ја блокира и ова анкетна комисија кога на ред дојде да биде сведок во комисијата следниот кој што доаѓаше на ред господинот Заев. И многу е чудно што СДСМ оваа тема и оваа анкетна комисија ја одбегнува, ја дисквалификува и посочува надлежност на други институции и органи. Нека си има другите институции и органи, нека го работат тоа, но ние тука треба да утврдиме дали некој сноси политичка одговорност во власта и во државните институции за злоупотреба на податоци на македонски граѓани.